Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Зар не би сакал на училиште да одиш со санка, а не со автобус? А не ти Лука, кој живеа на швајцарските Алпи, секое утро брзо се спуштаа кон долината со своите санки, но не заедно, затоа што не се трпеа еден со друг. Зошто беше толку тешко да се заедно? И тогаш се случи тоа, во вторникот. Лука не сакаше да се случи тоа. Навистина немаше таква намера. Додека брзо се спушташе со санката, удри во санката на Анет и двајцата паднаа во ендек. Глупаку, зар не можеш да внимаваш? Немаш ли очи? Многу ми е жал, Анет. Чекај, ќе ти помогнам. Остави ме намира. Можам да станам без твоја помош. Не вознемирувај се, глупава девојко. Измрзната до коски и со влажни книги, Анет пристигна предоцна во училиштето. Анет, што ти се случи? Лука е виновен. Ме турна во ендек. Потоа избега и ме остави сама. Сите ја сожалуваа Анет и гледаа налутано кон Лука. Никој не знаеше дека во срцето Анет е исто толку лоша како Лука. Сите застанаа на страната на милата соученичка која повеќе немаше мајка. Луѓето гледаа однадвор, но Бог гледа во нашите срца. Тивок глас им шепотеше на Анет и Лука дека омразата е грев. Но никој од нив не сакаше да го направи првиот чекор. И состојбата стана уште полоша. Напролет, од кога се стопи снегот, Лука го сретна Дени кој се играше со мачето на сртот. Што правиш? Собирам цвеќиња за Анет. Види, за Анет. Сестра ти е глупава. Лука му ги зеде кокичињата на Дени, ги фрли на земја и ги изгази. Ќе му кажам на татко ми. Не, нема да го направиш тоа. Лука го зеде мачето на Дени и го држаше над длабоката бездна. Тогаш се случи молскавично. Снежана го изгреба и Лука ја пушти да падне во бездната. Дени, кој имаше само 5 години, се спушти по мачето, се слизна и падна долу во бездната. Вчудовиден, Лука гледаше надолу по него. Дени, дали се уште си жив? Кажи нешто. Немаше одговор. Лука погледна наоколу и трчајќи се врати дома. Се скри во шталата и долго плачеше. Што се случи потоа? Ќе дознаеш во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!